овоштарници, диворастечки плодови, печурки и многу други природни дарови го облагородила овој крај. Човекот овде ништо не пипнал, природата како го создала така. Втор начин на продажба е по список, значи имаме заинтересирани хотели и ресторани, се јавуваат доста, ние за почеток не сме спремни да ги снабдуваме и затоа ги одлагаме договорите. Моментално хотел Алпина од Маврово се јавува, имаме од Охрид некои хотели. Моментално не сме спремни за договори, пошто немаме доволно производство и не е комплетно органско. И трет начин на продажба, разговараме со супермаркетиве, кога ќе имаме своја етикета, значи тие се имаат желба да го прифатат производството и да почнеме и тамо да ги снабдуваме, значи. Старата поговорка ава, ама треба и тава, полека се остварува. Од неколкуте семејства што некако екзистираа во Ранковце, Петралица, Гиновце, сега веќе нивниот број се зголемува. Се зафаќаат со производство што произлезе од овој проект. Произлегоа нови пчелари, во дворовите се забелеа стада овци и луѓето од градот се почесто го минуваат времето во својот роден крај. Викендите се развлекуваат. Секогаш има нешто ново што треба да се направи, среди, да се поправи или едноставно да се ужива. Освен гости и пријатели, се поприсутни се и туристите. Понудата постојано се збогатува. Со развојот на овие две гранки, како што рекоме пчеларството, овчарството и со изградба на обушниот центар на салата, сме замислени и со развој на селскиот туризам. Идеални услови има. Тука ни е река, чист воздух, чиста храна, органско производство, значи ќе бидеме запатени со целокупното органско производство. Исто во план е реновирање на воденица, амбар стар, значи обновување на овој како се вика рурален туризам. План ни е нешто етно туризам, значи како мини музејче нешто да не. Руралниот туризам или селскиот туризам или еколошкиот туризам има свој потенцијал огромен низ Македонија. На нашите места како такви, освен урбаните, не се загадени, го имаат својот потенцијал, неоткриени места, живописни. Со секој проект кај што имаме наши активности, ќе има и резултати. Тие резултати се интересни не само за нашето население, како што во овој случај сме собрани, тука за промоција на проектов, а и за другите кога се промовира. Значи ќе се создадат услови некој да организира таков дел туризам, ќе има место каде да дојдат, ќе имаат услови и услуги кои што ќе бидат понудени да се искористат и на крајот сите ќе бидат задоволни. Изградено и неможното. Низ многобројните карпи е направен пат што се издига и до надморска височина од 1300 метри. Но треба уште многу за да се доврши патот и да се направи и преостанатата инфраструктура. Да се привлечат младите, да се вратат. Што фали? Не фали инфраструктура. Значи, појачување на електричната мрежа, изградба на патот, кој минатата година пробивме некаде пат од 2 километри, кој некаде изнесуваше околу $5000. Ова година исто инвестираме некаде околу $1000 во патна мрежа, која што патна мрежа понатаму ќе излеземе горе на Билино брдо. Патот го поврзавме на овој центар со Билино брдо, од некаде 3,5 километри пат пробивме ова година. Значи, со изградба на патната мрежа, проблемот ќе не бидне поврзување со центарот на општината, мислам со село Петралица доле. Тоа се надеваме дека со соработка со општината, со соработка со владата на Република Македонија, преку Бирото за недоволно развиени подрачја, бидејќи овој предел тука спаѓа во недоволно развиени подрачја, мислиме дека ќе најме соработка и ќе го изградиме патот понатаму. Близината со Бугарија и со Србија ја открива можноста и за прекугранични проекти. Истите интереси, сличниот менталитет, многобројните можности што се надополнуваат, самиот живот прави тромејето да не ги двои народите. Напротив, ги зближува државите. Тука сме некаде на надморска висина од околу 1000 метри, иначе горе врвот Меджит е некаде околу 1300, Билино брдо 1400 метри надморска висина. Иначе од границата на тромеѓата, некаде се наоѓаме на тромеѓата меѓу Србија, Македонија, Србија и Бугарија, сме оддалечени од тоа тромеѓе некаде околу 7-8 километри. Со Србија многу поблиску, со Бугарија малце подалеку, али
тука сме. Има место и за соработка, со меѓугранична соработка со другите општини од Бугарија и од Србија. Види, во тој дел ние разговараме со Босилиград од Србија, со Ќустендил имаме разговори, имаме пријатели нели во тие градови, со нашава општина Ранковци разговарано исто. Чекаме септември, нова година кога ќе се отворат границиве. Со Бугарија веќе членовите од Сдруженијево имаме и тим на експерти кои работи, поднесоме еден проект, дали ќе успе или не ќе видиме. Со Србија исто веќе е во припрема проект, значи она трилатерална соработка помеѓу овие општиниве што граничат. Тука во близина на 10 километри е Србија, негде на 25 источно од нас е бугарската граница. Резултати веќе има. Конверзијата кај компирот и житата заврши. Добиен е извонреден квалитет. За него се повеќе се знае, со што расте и побарувачката. Особено медот и другите пчелни производи. Потврда за органско, здравствено, безбедно и пред се природно производство е сертификатот, светски признат, со што се отвараат и другите пазари. Од оваа година, значи, сертифициран органски производ е само компирот. Медот очекуваме следната сезона, значи следната берба сега е во конверзија. Од овчарството исто сирењето и јагнињата ќе бидат во следната пролет, значи 2009 ќе бидат органски производи. Јагнешкото месо, овчето, сирењето, урдата, значи млекото, се комплет. Новите извозни производи ја откриваат новата иднина. Најголемата вредност од овој проект е што заживеа овој крај и се врати надежта дека ова ќе биде едно од живите органски села. А нив, низ Македонија, треба да ги има повеќе. Sitna rosa